Поштована председателке, еве една добра можност, заедно со излагањата и аргументите на колегите, особено на тие во изминатиот период, да направиме една анализа и конкретно да оставиме можност на јавноста да заклучи какви тоа кадри се предложуваат, односно се пријавуваат на ваквите огласи и самите пратеници пред каков предизвик се ставени, за кого да дебатираат, да дискутираат, а по она кое што го знаеме, сепак премногу некако како да ова наивно изгледа и како ние да сакаме да им представиме на граѓаните дека ете, ние немаме ништо со овие кои што се пријавиле, но сепак како мнозинство ќе ги гласаме затоа што сме уверени дека се добар избор, но не постои подобар начин да се види неспособноста на цела една сфера во општеството, на цела една независна власт или на цел еден орган, токму по ова кое што ние денеска го правиме во моментов. Јас навистина не можам да се начудам од тврдоглавоста да ете нашите меѓународни партнери кои што имаат вложено навистина многу сериозни средства во на некој начин создавање на еден нормален систем на функционирање во правосудството и на сите очигледни циркузи кои што ни се случуваат, а ние да продолжуваме повторно да бираме аналфабети на вакви сериозни функции, кои што потоа ни се удираат од глава на целата држава. Што сакам да кажам со ова кое што го потвлеков пред малку? Имаме случај каде што во советот, во судскиот совет, буквално се тепаат, буквално со никаква почит се менуваат, кршејќи ги сите закони, за да потоа управните судови во оваа држава ги поништуваат целиени постапки за избор на председатели на тие органи, да ни реагираат, како што кажа колегата пред мене, сите меѓународни институции, а ние само заради одредена политичка корист која што треба да ја прибави коалицијата на власт, упорно ги нарушуваме нашите традиционални односи со нашите меѓународни партнери. И сега се поставува прашањето какви кадри ни доаѓаат тука на дискутирање. Ако минатиот пат можевме да дискутираме за господја која што била активирана од специјалното јавно обвинителство, сега зборуваме за една господја која што, замислете, само да им стане појасно на јавноста, на граѓаните, на оние кои што не следат, аплицира да биде дел од едно тело кое што треба да ја па на некој начин, ете би кажал, регулира, да ја наблюдува работата на јавните обвинители во нашата држава. И сега таа господја аплицира да биде дел од ова тело, каде што треба да нели ја следи работата на јавните обвинители, по потреба и да одлучува за нивно разрешување, а веќе еднаш била разрешена од ова истото тело заради недоволно квалитетно вршење на работата јавен обвинител. Сега ние тука зборуваме за кадри кои што ќе добијат поддршка да бидат дел од таквото тело, од кои што еднаш веќе биле разрешени. Тоа не да не постои, тоа никаде го нема. Никаде го нема. И ако пред 6 години постоеше некоја надеж со на шарена револуција, дека нели тој режим под наводници треба да се промени затоа што нема правда и нема мир, сега во овој момент уште полошо сме рангирани на стоењето на правосудството. И во моментов не само што правосудството е во улога на помагател на политичарите, особено ние кои што се на власт, сега е комплетно киднапирано од една криминална група на луѓе, која што во моментов мислам дека ја доживува својата кулминација на криминалното политичко делување. А тоа е онаа клика од 20 на луѓе од Демократската унија за интеграција. 20 години оваа држава страда од криминалци во политика, од политика која што е водена на принципи на Коза Ностра и на Камора, али како сега што доживува кулминација, каде што сега државата е киднапирана од овие криминалци, кои што се инфилтрирани во секоја сфера на општеството, каде што јавно се подсмеваат со цело едно општество, почнувајќи од новинари, до политичари, до експерти, до професори, до, би кажал, цели едни сфери на луѓе, никогаш тоа така не било.
Сега тие градат политика на неказнивост. Сега тие водат политика во која што не се обидуваат да го скријат тоа дека на нив никој ништо не им може. Сега тие се подбиваат со сите политички актери во државата и со граѓаните, шетајки наоколу со испринтани мајци, одговарајки на прашања исто како што одговарал Џон Готи во 90-тите. Не правам никаква разлика и никој не треба да прави никаква разлика, подсмевајќи се со сите дека тие се неказниви. Дали ги приметувате што прават? Дали за вас тоа е нормално? Дали за вас е нормално такви криминалци, кои што немаат никаква врска со етникумот од каде што доаѓаат, кои што 20 години лепат етикети на еден етникум, на цел еден народ во оваа држава, да со право, повторувам, со право, луѓето кои што немаат секојдневен контакт со луѓето албанци во оваа држава, кои што се честни, кои што си ја работат својата работа, кои што едвај се трудат да го прехранат сопственото семејство, кои што ги испраќаат нивните деца на автобуските, железничките станици, на аеродромите да емигрираат во Швајцарија, Германија, затоа што овие 20 луѓе, 20 години ја уништија државата, мислат дека сите се како нив. Криминалци, со секојдневно друштво со бандити, со наркодилери, со патики од по 30-40 денари, неретко над 1000 евра, со скапа брендирана гардероба, со луѓе кои што, како што кажав, шетаат по медиумите и се однесуваат како што сакаат, кои што генерираат страв, кои што 20 години некој во оваа држава на нив им е исплашен, кои што тие кажуваат кој треба да биде обвинител, кој треба да биде судија, кои што вие им дозволивте како партија да инсталираат на врвни позиции во правосудството луѓе кои што ќе замижуваат на нивниот очигледен криминал, затоа што нели симнавте режим со пенкало за да дојде Русковска да ги гони во Моровците. Па потоа кога видовте веќе дека тоа е една маклјажа и дека е срамота тоа што се прави, затоа што 5 луѓе во државава се виновни за се, додека хотелиерон на площадот му дадовте амнестија, да се шета, да ви уценува пратеници и да праќа пораки по луѓе. И сега овие дојдоа за да може внукот на оној кој што им е председател на партија, најголемиот криминалец во држава Али Ахмети, да може вчера на англиски јазик да се подсмева со целата држава. Зошто? Затоа што никој него не му може ништо. И они го градат тоа како политика. Они идат на избори, има песна не можеш да седиш со нас. Кој се тие нив? А кој сме ние останати? Кој тоа не може да седи со нив? Кој тоа во оваа држава не може да седи? Кој се тие нив? Оние кои што на телефон инсталираат вакви аналфабети на функции за да можат потоа да ги контролираат? Кој што не постои политичар во кој што еве во разумен период, барем од тој електорат кој што не успеале да го купат или да го уценат или да го исплашат. Сега ние треба да бираме кадри, вакви кадри кои што биле разрешени на непрофесионално однесување и работење и потоа да ги враќаме таму, за да може тие по телефон да им кажуваат како што имавме немили сцени тука во Собраниево, каде што тој кој што е во моментов вршител на должноста, прв вице-премиер или не знам како да му се вика таа негова измислена функција, да им врши притисок по телефон. Да гледаме како наши почитувани колешки од тој стрес им се слошува затоа што тој им врти да ги уценува на телефон, затоа што се однесува мене да ми покажува тука среден прст на пратенички прашања. Мене лично, еве тука има очевидци кои што тоа го видоа на пратеничко прашање ми покажа среден прст. Тоа е тоа однесување кое што ние треба во собрание на пратеник да ми се заканува додека јас поставувам пратеничко прашање. Такви криминалци треба ние тука да седат во овие клупи и да се закануваат на кого што ќе стигнат. До толку ние како држава дојдовме. А ова не е само кон вас како дел од СДСМ. Ова што го зборувам, јас го адресирам и до меѓународните представништва, односно до дипломатските конзуларни представништва на нашите меѓународни партнери. Не гледаат што се случува тука во оваа држава.
Треба да правиме со кого да правиме реформи, со истите оние кои што ги инсталираат ваквите кадри по правосудните органи за да ги оценуваат. До истите оние кои што излегуваат и замислете го тој вице-премиер, председател на управувачки одбор, уставен судија, само два моменти ќе ви кажам. Вели, мене ми вртеше од кај вас тој за да не одговара. Тоа прво не е вистина. Затоа што тој е персона нон грата прогласена во нашата партија. А ќе видите што мислиме по тоа. За многу скоро време ќе видите што мислиме по тоа. А второ, зошто на него некој да му врти за правосудните органи да бара ургенции? Зашто на него да му врти? Зашто не ви врти на вас, почитувана председателка, или на било кој друг колега пратеник? Зашто на него го барал? Затоа што тој е човекот кој што заедно со неговиот председател на партија 20 години во оваа држава одлучуваат кој каде ќе се најде. Тој сам си признава, тој не го крие тоа. Го гледам пред недела и пол на изјава, вели, нема шанси Уставниот суд да ја оспори уставноста на законите за Бехтел и Енка. Од каде знае тој? Па знае затоа што вие тука се тепате за него. Затоа што вие како пратеници од мнозинството тука се тепате за тој да ви каже кој да биде уставен судија, за да може после тоа со телефон, заедно со оние негови и сегашни коалициони партнери од минатото, кој што имаше едно време, ама тие бомби не се во судска постапка, тие не, каде што Бекир Асани кажуваше дека некој зел пари за да легализира нешто. И знаете што би рекол најспецифично? Вие тука ќе му изработите валканиот дел од работата, за тој после утре да може да го валоризира на ваков начин, за да може да продолжа да ни се подсмеваат. И сега, јас треба како млад политичар да сватам сериозно кога некој ќе застане наспроти на мене и ќе ми кажува дека ние треба да работиме на правосудството, ама дека треба да ги поддржиме проевропските сили во државата. Кои се проевропски сили во државата? Овие криминалци? Тоа е проевропско во држава. Тие се проевропски во држава, еве гледате што се случува изминативе денови со нив. Европска вредност е купување на трговски центар во центарот на градот на човек што има 31 година, а 33 милиони евра треба да уплати за 29% собственост. Верува некој во држава дека тој човек заработил 30 милиони евра? Дали некој верува дека во државата внукот на Али Ахмети заработил 30 милиони евра за да купи трговски центар кој што има 20 милиони евра долг? Немојте ве мол. Немојте ве мол. И сега ние треба да седиме и со нив да говориме како тоа биле европски вредности и да ни излегуваат вака по телевизија, да ни се подсмеваат, они нас да ни кажуваат што треба се ние да направиме за нашиот пат кон Европска унија. Одбивам да верувам во такви европски вредности. Тоа за мене не се европски вредности, тоа се криминални вредности. Тоа не се европски вредности. Кој сака нека дојде, јас тоа истото им го кажувам на сите. Дали бил сенатор, дали бил европратеник, пратеник во Бундестаг, ставот мој е ист. Тоа се криминални вредности. Ние со криминалци не можеме да идеме во Европска унија. Со криминалци кои што имаат киднапирано целата држава и кои што се однесуваат како да се неказнети. Кои што инсталираат аналфабети неспособни полтрони на функции во правосудниот систем за да може да ги контролираат. И кои што имаат цела една партија која што ја држат по заложништво, која има минува. Тоа се случува во моментов во Република Македонија. Значи не се случува, би рекол, апартхейт на малцинството врз мнозинството, се случува апартхейт на 20 криминалци кои што ја имаат киднапирано целата држава. Тоа се случува во Република Македонија. И ние за тоа треба гласно да збориме. Ерес ли е ако кажам дека е криминалец? Знаете до кој ниво го имаат донесено општеството? До веднаш кога ќе заврши оваа комисија и ова кога ќе биде емитувано на телевизиските приемници, луѓе да ме сретнуваат и да ме прашуваат дали се плашам јас по сопствениот живот. Зашто да се плашам јас? Од кого да се плашам јас? Од джепароши? Од шибицари? Од луѓе кои што се накажани? Од важни величини во ова општество? Зашто да ги следам кога не ги следи никој? Не нивните не ги следат. Оној народ на кој што тие се повикуваат дека донеле права за тој народ, се исели. Се исели, затоа што честните албанци од оваа држава можете да ги сретнете на аеродромите, на железничките станици и на автобуските станици. Како ги испраќаат своите деца во Швајцарија, во Цирих, во Германија. Тоа е реалната слика за како живеат тие луѓе по 20 години власт на оние.
Реалната слика е дека дури во насопственото село нема канализација. Ама има 10-11 куќи. Тоа е реалната слика во оваа држава. И тоа треба ние да го променим. И ќе го променим. За среќа, во оваа држава има луѓе кои што се одлучни дека тоа треба да се промени. И дека ќе се промени. И ние кои им го кажуваме, прво се смеат, па по некое време увидоа со реални факти дека сме сериозни, затоа што не си играме со нив, затоа што ги испративме во опозиција во Скопје, во Куманово, во Тетово, во Гостивар, во Охрид и веќе работава е сериозна. И сега, што да правиме со овие? Гледаме дека се решени, дека еднаш ни имаат испратено во опозиција, закани. Едва и чекаме, ќе видите што ќе ви направим. Што ќе ни направат? До кога ние ќе подлегнуваме на тие провокации? Што ќе ни направат? Што може да ни направат 20 криминалци, ако сме одлучни? Ништо не може да ни направат. Ништо буквално не може да ни направат. Може само да идат во затвор. И кидат во затвор. Тоа може само да направат. Ништо друго не може да направат. Затоа што, повторив, во оваа држава ќе дојде набрзо политичка партија, луѓе, карактери кои што не се плашат, немаат концесии кон никого и нема да се борат за ден повеќе на власт. Затоа што ден повеќе на власт со овие луѓе завршува вака. Завршува вака да имаме градоначалник актуелен, член на председателството на ДУИ, близок соработник на Али Ахмети, кој што е ставен на црната листа и за кој што, внимавајте, 7 или 8 денови нема никакво официјално соопштение. Прво беше тотална збунка, потоа ќе му го замрзнеме членство во ДУИ, демек тоа е врвното нешто што може да се направи, но нема да го отповикаме. А може да се отповика. А Ковачевски па, го гледам, јас тоа го кажав уште прве, типично како Ковачевски. Немам повеќе што да додам. Типичен Ковачевски. Ловачки приказни, јас, тој го сретнав, овој го видов, овој ми е пријател, тоа е типично Димитар Ковачевски. Тој што граѓаните не го познават и не можат, но тие што го знаеме, сите знаеме дека тој е типичен Димитар Ковачевски. Го видов беседи, јас уште првиот ден кажав, нека се стави на располагање, абе побарај човече да даде оставка. Премиер си на држава. Премиер си на држава. Побарај да даде оставка. Инкриминиране со 6 кривични дела. Црна листа. И сега он вели, како овие од Соединетите Американски држави го виделе, овие од ке нас не го виделе. Па како да го видат кога вакви луѓе гласате за по вакви правосудни органи? Овие луѓе кои што биле еднаш разрешени па именувани, све ќе направат само за да се најдат таму. Се ќе направат. И токму таквите луѓе, како што изминативе 6 години се бираат во ова собрание, кои што не знаат ништо, кои што не слушнале за ништо, како оној Јолевски, она Русковска, Катица Јанева, такви карактери не виделе тука на 50-100 километри што се случува, дека ово е таму феудалец и деспот, дека се шета по телевизија и вели можев и пубава кола да купам, дека треба тие што играат фудбал да се напијат сокча, ресторан за свадби има таму. И тој бил интересен, а овие во Соединетите Американски држави виделе. И знаете ли што е најсериозната работа од сето ова? Тие што на илјадници километри гледаат дека овој е инкриминиран до гуша во криминал, исто така гледаат дека нашата влада е таква. И затоа не ја притискаат Бугарија да не ги откочи процесите кон наше членство кон Европска унија. Зашто да ја притиснат? Ние цело време велиме, не е проблемот во Бугарија доминантен. Ако сакаат најсилните 5 или 6 земји членки на Европската унија, ако сакаат Соединетите Американски држави да не видат таму, ќе најдат начин да ја притиснат Бугарија. Не сакаат затоа што знаат дека во моментов има политичка елита која што е во криминал до гуша. И видовме преку црната листа. Значи не за некои други постапки, за сторена корупција. И ги гледаме сега, вчера биле таму трочлена комисија да видат кај запнале предметите. Бе, смешно е, луѓе. Излегува председателката на Државната комисија за спречување на корупција, вели 2 години имам поднесено преставка. Ми велат дека е изгубено во архива. Мислам, како да ви кажам? Такви карактери, со такви мафијашки актови што се служат, ние управуваат државата. И еве ќе речам, во ред да е само општина Струга, не е само општина Струга, луѓе. Цела држава, каде што имаат влезено, ова го имаат направено.
Цела држава, таа не дел од нив. Тие 20 луѓе треба да бидат ставени на црна листа. Од прв последен за сторени кривични дела и за криминал. Очигледно е. Но, ете, Ковачевски одлучил, нека не беседи, нека ги стави на располагање. Побарај оставка. Побарај оставка, премиер си на држава, покажи еднаш храброст. Храбар биди, побарај оставка. Барам оставка. Но, вечерта ќе стигне друго депеше. Напуштаме влада, па ќе треба да се иде на избори. И на избори сите знаеме како ќе заврши. Токму тој за кој што потрошив дел од дискусијата во првиот дел, вие објави таа анкета од Market Vision, од МКДМК. Таму ви се јасни резултатите. Ама не можеме сега мене Бојан Маричик да ме убедува и да ми шета по телевизија дека ВМРО ДПМН не донеле стратешка одлука, никога ќе им даваме шанса. Немојте бе луѓе, смешни сте сите од прв до последен. Стратешка одлука знаете што е? Без разлика на исходот на изборите, и јас повеќе со вакви криминалци не можам да учествувам во влада, ја напуштам владата. Нека има избори. Па може би со тоа, ете ќе видиме како ќе поминеме на изборите. Не сега, ова ако се случи, тоа ако се случи, како не ви е мака, не ве разбирам. Таму ако ќе седите на тоа централен одбор, извршен одбор, како и да се викаат тие тела. Како не ви е мака да седите да ве убедува човеков во нешто што знаете сите дека не е вистина. Како не ви е мака? Како не ви е мака овие да ви управуваат? Ајде во ред, ќе прифатам да имаат повеќе знаење, да се помудри, да се почесни, да знаат како. Ништо од тоа не знаат. Ништо од тоа не знаат. Единствено тоа ги интересира. Тие да управуваат државата, да течат тендерите, тој да се најде таму, да испокрадат уште нешто што може да испокрадат, која нивна фирма да добие некаков тендер, близок до овој, близок до оној, и тоа ги интересира нив. Ама и нив ги разбирам. Вас не можам да ви се изначувам. Кога во оваа држава некој ќе им рече на нив, доста, до тука е крај. И сега, од една страна, ние ќе зборуваме за европски вредности, за членство во Европска унија до 2030, за тоа како едните бегале од стратешко носење на одлуки и така натака, Европа сега црвени елици, од друга страна овие испокрадаа све што може да испокрадат. Никогаш вака не било. Никогаш вака не било. Со Бехтел и Енка ќе испокрадат милиони евра. Сега трговски центри во центарот на градот. Па каде е крајот? Нема председател на некој суд во држава што не е од нивната партија. Не би имал ја против да биде некој експерт кој што еве знае, оставил нешто позади себе. Кој од кој покриминален? Бирани само за да служат. Се тие ли нас ке ни кажуваат за европски вредности? До таму ли дојдовме ние како држава? До таму ли дојдовме ние како држава? Па имаше во, еве би рекол, 90-тите години, па и раните 2000-ти, ние секогаш сме биле на различни страни на политичкиот спектар и никогаш нема да се согласиме за ниту едно прашање. Никогаш нема да се согласиме за ниту едно прашање. И, еве, нема да навлегувам во политички детали, јасно е низ годините, дека, ете, еднаш на 18 години е просекот, каде што СДСМ ја добива поддршката на граѓаните, поголемата поддршка до сега во сите изборни соочувања е дадена на ВМРО ДПМН и тоа е во ред. Ама дека некој да ми кажува мене, кога сум бил студент, или ете во раните 2000-ти години, или во еве второто десетлетие од овој нов милениум, дека СДСМ ќе дојде на ниво да одбива понуда за заедничко функционирање само без овие во влада дека ќе ја одбие, ради тоа што овие не им дозволуваат, не мога да поверувам. Не мога да поверувам. И затоа ви кажа колегата, ќе ве снема како партија. Тоа што се случува сега во Грција во моментот и вас ќе ви се случи на наредните избори. На два пати десничарите ги збришаа овој вашиот пријател, кој што му ја даде машната. Мојот пријател Ципрас, што викаше Зоран Заев, го збриша од политичката сцена на два пати. Никогаш никого вака некој не победил на изборите во Грција. Го збриша 2:1. Истото ќе ви се случи на вас на наредни избори. Подеднакво истото ќе ви се случи. Народот ќе ви испрати на таква порака. Ама во ред е и тоа. Ќе видиме, ете, ќе се замене овој Алексис, може ќе дојде друг, ќе се случуваат некои процеси. Ама важно е да остане државата и системот кој што го граделе сите политички партии. Каков систем ние градиме?
Каков систем ние градиме? На 20 насилници кои што се шетаат по телевизиите и кои што укажуваат дека некој не може да седи со нив? Дека тие се тие во оваа држава кои што кажуваат кој ќе одговара, кој нема да одговара? Дека држејќи го правосудниот систем, утре тие кои што ќе заменат во опозиција ќе ги уценуваат да се погодуваат со нив? За среќа, таквото време веќе во оваа држава заврши. И на нив им е највеќе јасно, повеќе јасно од било кој друг. Токму на нив. И многу јасно и директно им е пренесена пораката. Ке ве потсетам на уште еден момент. Во моментот кога се објави информацијата дека ВМРО-ДПМН ги има собрано 61 потпис за рушење на владата, каде што киднапираа пратеник, први кои што побараа средба со претседателот на ВМРО-ДПМН беа Али Ахмети и Артан Груби. Први. Тоа ќе го прават и сега. Тоа и сега ќе го прават, затоа што тие така функционираат. Но, конечно, ќе повторам, има во оваа држава расположение и доволно силна политичка структура на тоа да му стави крај. Нека се реформираат, нека отидат во опозиција, нека престанат да ги шират ваквите нивни влијанија на сите овие органи, па да видиме ако таа партија успее да се реструктурира и да ја добие поддршката од граѓаните во оваа држава, потоа нека конкурира за едно 4-5 години на власт. До тогаш, ја мислам дека суштински приоритет во оваа држава е тие криминалци во политика, сите до еден да бидат изведени пред лицето на правдата без разлика кој од која политичка партија да е. Без разлика. Но тоа не може да се случи со вакви кадри какви што ги имаме пред нас. Едноставно тоа е невозможно. Додека инсталираме послушници, додека луѓе кои што само климаат со глава се наоѓаат и вакви представнички тела, за да дојде тука претседателот на ова тело Јолески и да ни кажува дека за ништо е ненадлежен, да се чудат тука што ги снашо, како они не знаеле, како они биле претркани, како тие ете наследиле проблеми и не можеле ништо да направат. До тогаш, додека имаме такви слаби кадри, ќе ни се случуваат и вакви слаби понуди и вакви слаби решенија. За да може некој да ги контролира, а еве, прилично мислам дека бев јасен кој во оваа држава сака да имаме вакви кадри. И нека не доаѓа тука да ме убедува никој, особено подпредседателот на Собранието, Мисовски, кој што 2 реченици му се омилени, 11 години го чекав ова. И второто, да ги избереме, па ќе го менуваме начинот на бирање на кадри. Нека не доаѓа да ме убедува во тоа, затоа што ние веднаш сега треба да го промениме начинот на бирање. И колку што е можно повеќе да го попрофесионализираме, а не ние да ги избереме со мандат, па потоа да се чудиме какви одлуки се носат и како на национални телевизии ни се притепуваат да ги гледаме за функции кои што потоа треба да одлучуваат за тоа кој судија ќе биде именуван и каде. Она кое што сакам да го заклучам како порака од ова мое излагање и од она кое што се случува, дека на таквата политичка мафија, која што за среќа е препознаена од оние кои што се доволно моќни тоа да го потенцираат, веќе со црната листа имаме добар, храбар исчекор, кој што го поздравувам и треба да продолжи. Во моментот кога ВМРО-ДПМН ќе има можност да управува со некои органи кои што ќе може да го донесат нивото на правдата подеднакво за сите, за уши ќе ги извадиме од институциите. Јас тоа му го кажав и на Артан Груби тука од собраниската говорница, од претеничко прашање, дека за уши ќе бидат вадени, заради тоа што ја распадна оваа држава и ја метастазираа со криминал, кој што завршува со цели едни вреки со пари за потоа да се купуваат трговски центри. Ќе одговараат сите до еден, без разлика кој од која политичка партија, особено од таа политичка партија, и дека само реформирани имаат можност да помислат дека може да водат некакви разговори со политичка партија која што има за мотив да направи суштински промени во македонското општество. За сите граѓани до еден. Дали биле македонци, албанци
или било кој друг етникум, граѓани се граѓани и сите тие граѓани заслужуваат да живеат во функционално општество. А функционално општество ќе има кога овие 20 криминалци, организирана во политичка партија ДУИ, која по реакциите на огнената група, можеме да видиме дека е киндапирана политичка партија, ќе одговараат пред лицето на правдата. Без договарање, без приговарање, без дополнително губење на време, од прв до последен за сите оние штети што ги направија на оваа држава и за сите оние кражби кои што не престануваат да ги прават, а кои што веќе надминуваат милиарди евра. Нема да дадам поддршка на ваквите предлози, затоа што сметам дека се недостоинствени. Ја повикувам меѓународната заедница и јавноста одблиску да ја следи работата на оваа комисија, за да се запознае одблиску со луѓето кои што се предложуваат, кои што треба да бидат слепи послушници, да реагираат малку поробусно, поостро, затоа што средствата на нивните даночни обврзници, кои што ги вложуваат за создавање на поефективно правосудство во Република Македонија, се пари фрлени во ветер заради тоа што политичарите и криминалците во политиката именуваат нивни послушници за да можат да им врват криминалите и бизнисите. Благодарам.